Гледате Трилинг, добро вечер. Недела усвоен извештајот за Македонија во Европскиот парламент без македонски јазик и идентитет. Реакциите во Софија и Скопје се типични за балканската политичка патетика. Можно е да се забрефтува нова антидржавна, но и антиевропска реторика, допатлива веројатно за домашното избирачко тело. Но во изден има и други јазици што поврзуваат. Грчки, Ер-трактор ќе ги гасне пожарите во држава. Почнува изградбата на гасоводната интерконекција со крак од Грција, финансирана од европските банки. Стигна и понудите од светските кредитори за исклучително скапа железница. Траса низ Македонија, проект што се погласно и критички се оспорува кај дел од домашната експертска јавност. Ова е само најава, а еве што ќе гледате во ова издание на Трилинг и кои се вечерашните соговорници. По мене најфер би било да се сменат уставот, да се смени уставот и на двете држави, да се стави едно малцинство во една држава, друго малцинство во друга држава, затоа што сите знаеме дека ги има и македонци во Бугарија и бугари во Македонија. Дали тоа значи дека преговарачката рамка со ЕУ, па и договорот за добрососедство со Бугарија се мртви? Да, во моментов се мртви, премртви. Не може да се каже. И зашо пак ќе кажам, зашо е победа за Македонија, зашо истерахме работата на чистина. За жал ова е уште еден доказ дека одлуката за прием на Македонија во Европската унија не е донесена. Ја до сега не сум запознал ниту еден човек кој што извади бугарски пасош, кој што го променил своето национално или етничко чувство. Значи тоа е алатка за забрзување на, како да речем, алатка за поединечен влез во Европската унија. Бугарија инсистира дека луѓето кои што извадиле бугарски пасош дека имаат бугарско самочувство. Тоа се глупости сега. Знаеме дека се глупости. Моментално сме присутни во 8 земји, значи сите околни земји на Балканот, а сега пред една недела серијата се продаде и во Италија. Во нашиот пазар на трудот се бараат повеќе од 20.000 работници. Целокупните општества и економии зависат од демографската стабилност. Значи, постаро население значи поголем товар врз пензиските системи, здравствените системи, па и економскиот раст. Ви треба честност, интегритет и храброст, за да го признаете македонскиот народ. Оваа блиц реакција беше насочена кон бугарските европратеници од Ирена Јовева од Словенија, чии родители се од Македонија. На почетокот од ова издание, разговор со европратеничката Ирена Јовева. Барем јас сакам да гледам на овој заклучок, на овој извештај од позитивна страна. Не е секако што треба да е, ама заклучокот, извештајот како таков во суштина е позитивен. Позитивен е во врска со напредокот на македонската земја према Европската унија. Има стварно многу некои работи внатре кои се позитивни за народот, за земјава во процесот на пристапување. Например, Европскиот парламент јасно го кажува во извештајот дека треба процесот да се забрза и дека, например, комисијата треба да помогне на Советот, кој има последниот збор во врска со тоа, дека нема простор тука за никакви билатерални спорови, дека се потребни уште некои реформи, ама генерално гледано дека македонската држава е на добар пат. И со реформите, и со тој процесот на пристапување, може би ми фали малку само критика до Европската унија во тој извештај, затоа што направи стварно многу политички грешки во минатото, па и во сегашноста, ама баш поради сето тоа народот со право не им верува или не ни верува. Значи тоа е таа позитивна страна, а малце по-негативна е таа што ја спомнавте и вие. Јас не го гледам на тоа како на провокација од бугарската страна дека го нема македонскиот јазик или идентитет во тој извештај. Они сакаа, провоцираа, ама не провоцираа со тоа, него сакаа да провоцират со модерен јазик, модерен македонски јазик. Тоа немаше да пројде никако, нема шанси. Затоа јас на ова сега што не го гледам како на победа на лоби, бугарскиот, грчкиот, било кој, не е битно, него како победа на нешто друго. А тоа е дека Европскиот парламент со тоа
кажува дека нема никакво право да кажува или да нарече кој народ постои, дали некој народ постои, дали македонскиот народ постои, македонскиот јазик, македонскиот идентитет и така натаму. Значи, Европскиот парламент за тоа не се зима за право и извештајот на крајот сега како што е. Не значи дека парламентот го оспорува било што во врска со народот, идентитетот или јазикот, него го признава и затоа тоа го нема во извештајот. А бугарите да победеа ќе беше модерен јазик, но не е затоа што такво нешто не постои. Дали оваа позиција на официјална Софија и особено на европратениците од Бугарија всушност иде и во насока на ставот на македонските власти дека уставните промени не се единствената и крајна цел на барањата на официјална Софија? Искрено да ви кажам, кој знае што ќе им текне на бугарите пак или на некој друг. Мислам, бугарите беа први кои што ја признаа тогаш Македонија, па после тоа се смени името, и после одеднаш им текна да прават некои други правила, работи, промени, што год. Ама сепак јас стварно мислам дека ова е последното. Значи последното и од нивна страна, и од страна на Европската Унија, и од страна на сите. Мислам дека е најреално, не можеме да промениме ништо веќе за минатото, можеме да се фокусираме еве на сегашноста, па и на иднината и да се направи тоа што се уште треба да се направи. Не е фер, знам дека не е фер, многу работи не беа фер, ама не треба да се дозволи на бугарското, грчкото или да речеме бугарското, грчкото лоби да победи. И јас мислам дека треба да им се даде уште тоа, затоа што тоа на никој не одзима ништо. И после да се почне од, да кажем, нула, ама без било какви нови правила или нови критериуми или било што. Мислам дека тоа е и официјалниот став, не мислам, знам дека тоа е официјалниот став на Европската комисија, на Европскиот парламент, па и на Советот, така да мислам дека нема да се допушти, а ако треба и јас лично ќе се погрижам за тоа да не се допушти. Како успеа бугарските европратеници толку да излобираат и нивниот став да преовлада во однос на останатите ваши колеги? Јас на тоа не го гледам како дека успеа, затоа што да успеа е, како што кажав, беше модерен, они сакаа модерен, па контемпорари, сегашен јазик, немам појма што сакаа, ништо не им пројде, ништо. Така да они само тоа е собирање на ефтини политички поени во нивната држава, они сака да се представат како помоќни, како немам појма што, може да имат пак избори, немам појма, или ќе имат, ама тоа е се поради тоа. На нив не име воопште ни до народот нивен, ни до туѓ, ама тоа нема врска со реалноста, така ќе кажам, ни со реалноста на европскиот паркет, така да јас на тоа не гледам како на успешно лобирање. Да, на крајот тоа не е веќе дел во текстот. Јас гласав против да се избрише, ама тоа не е дел во текстот, не поради тоа. Стварно сакам да се свати тој наратив. Не е во текстот не поради бугарите, него поради тоа што Европскиот парламент нема право никакво да се расправа воопште. Баш затоа што не го оспорува ни јазикот, ни идентитетот, ни народот. Ние имавме и некои амандмани во кои што сакаа исто да се смени нешто, да не биде напишано македонско, да биде напишано на Северна Македонија, тоа ништо не пројде. Така да стварно не е така како што можеби некој сака да представи. Сметате ли дека во ваква поларизирана состојба може Скопје и Софија да пронајдат решение и да ги релаксираат конечно односите, или ваквите диаметрално спротивставени позиции само и натаму ќе ги оддалечуваат двете соседни земји? Не знам дали можат, не сум во контакт во тој смисол ни со Софија, ни со Скопје, ама се надевам, останувам оптимист дека на крајот се ќе биде како што треба да биде, дека не е фер, знаеме дека не е фер. Сакам да се знае тоа што го кажав и вчера, ќе го кажам уште 150 пати ако треба, и денеска во автобусот им кажав на колегите бугари, бевме случајно заедно во автобусот,
не може никој да одземе ни идентитет, ни јазик на еден народ кој што постои со векови. И постои со векови и не знам, ама на крајот треба да се договореме во духот на добрососедски односи. По мене најфер би било да се сменат уставот, да се смени уставот и на двете држави, да се стави едно малцинство во една држава, друго малцинство во друга држава, затоа што сите знаеме дека ги има и македонци во Бугарија и бугари во Македонија, окей, ама еве да се на тој начин да се поштуват и двата народа, да би дошле до тоа би било по мене најфер и најреално и најпочитувано од сите страни, ама не знам дали ќе се дојде до тоа. За сега не се знае. Во овој момент мислам дека најреално е ако сакат договор, нели? И продолжување на тој пат да се смени уставот на македонската држава. Знам дека не е фер и знам дека не е окей, ама тоа е што е и треба да си земеме ова сега, например, еве овој извештај стварно како нешто позитивно и да не се распламтуваат некои национализми и ама исто така јасно гласно да се каже дека нема никој никакво право да оспорува на било кој народ, па и на македонскиот народ, дали јазик, дали идентитет, дали било што. Јас тоа го кажав и искрено добив поддршка не само од мнозинството на парламентот, него и од мнозинството на и комисијата, па и Советот. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Трилинг. Благодарам. Бугарија слави, Македонија негодува по извештајот на Европскиот парламент во кој изостана македонски јазик и идентитет. Во издание на Трилинг следен соговорник е амбасадорот Ивица Боцевски, поранешен вице-премиер за европски прашања. Господин Боцевски, пред одреден период во нацрт верзијата рековте дека ова е своевидна победа за нас. Се уште е победа. Ги извадивме работите на чистина. Победа е и внатре во земјата, победа е и надвор од земјата. Победа е внатре во земјата затоа што се развеа како магла сите оние тези дека наводно со договорот за добрососедство, со Преспанскиот договор се бетонирал, се цементирал македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Се виде дека стануваше збор само за една голема лага која што требаше да им се продаде на граѓаните на Македонија, а лага која што ја знаеа оние кои што го склопува и Преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија. Односно дека ништо во тие договори не гарантираш ниту македонски идентитет, ниту македонски јазик, туку ги остави да зјаат отворени. Дали тоа значи дека преговарачката рамка со ЕУ, па и договорот за добрососедство со Бугарија се мртви? Да, во моментов се мртви, премртви. Не може да се каже. И зошто, пак ќе кажам, зошто е победа за Македонија? Зошто истеравме работата на чистина. Значи, недоумици веќе нема. Бугарија нема проблем со некакви уставни дефиниции на Македонија, со некакви човекови права или со било што. Бугарија има само еден проблем. Со постоењето на македонците како засебен идентитет, со постоењето на македонската нација, на македонскиот јазик и со начинот на кој што ние си ја толкуваме нашата национална историја. Тоа е бугарскиот проблем. Но зошто во Европскиот парламент се отвори Пандорината кутија поврзана со македонскиот јазик и идентитет сега, а тоа таков случај не беше минатата година? Пандорината кутија е отворена од моментот кога Македонија прогласи независност. Сега да не изиграваме ние, значи ова не ја разбирам оваа дебата во македонската јавност. Кога се отвори Пандорината кутија? Со Лисабонската декларација во 92 година, изја е уште отворена и проширена, како што ќе каже еден наш поранешен премиер, нели? Значи, во моментот кога Македонија се испили како независна држава, значи Македонија е држава од 2 август 1944 година, факт е тоа, со комплетен континуитет во секој смисол. Како независна држава, Македонија се знае од кога постои. Постои од референдумот 8 септември, потврден со Уставот, 17 ноември 1991 година и од првата секунда оваа земја најде на противење. Не на противење околу начинот на кој што е устроена, околу демократијата, околу човековите права. Најде на противење затоа што национализмите на Балканот, два национализми посебно, имаа проблем да ја прифатат македонската посебност и се уште го имаат. Грчкиот национализам и бугарскиот национализам. Затоа што начинот на кој што е устроена грчката држава е дека таму имаме еден народ,
една црква, еден јазик и така натаму и нема простор за постоење на други малцинства, освен нели што заради договорно после го признаваат само турското малцинство и тоа во еден ограничен дел од нивната територија. Меѓутоа имаат проблем со фактот дека на територијата на современа Грција со векови живее македонскиот народ. Тоа е факт. Бугарија исто така. Бугарија призна Македонија во 1991 година како втора бугарска држава на Балканот. Признавањето на Бугарија беше само колку според некоја нивна визија, нели, Македонија да се откачи од Белград. Нели, тоа се некои ситуации кои што постојат, и ако гледаат како што не гледаат, српското влијание во Македонија директно престанува на 6 април 1941 година. Од тој момент па навака, овдека немаме непосредно, нели, српско влијание. Меѓутоа, во нивната глава, самиот факт што ние се дефинираме како македонци, значи некаква си српско влијание, некаков говор на омраза и така натаму. Значи, од 1991 година овој проблем постои. Околу договорот за добрососедство, значи, катастрофалниот потек на владата на Зоран Заев беше фактот што ја прифати бугарската верзија на овој договор. Министерството за надворешни работи имаше една темелна анализа со години, каде што се посочуваше кои се тие 3-4 точки што се спорни во договорот за добрососедство. Спорни затоа што ќе го предизвикаат ова што денес го предизвика. На што се должи реакцијата на бугарскиот премиер Бојко Борисов, ќе им помогнеме на македонците? Таа реакција на Борисов доаѓа ден по извештајот на Европскиот парламент. Тоа е врно лицемерие. Тоа е врно лицемерие. Тоа е врно лицемерие. Значи врно лицемерие, што ќе помогнат? Има шанса, еве сега. Значи, нели тврдеа дека не било работата околу спорењето за македонскиот јазик, македонската нација, македонски идентитет. Зошто? Има шанси да помогнат, така? Можеше ова да помине во Европскиот парламент. Можеше тие, еве од неговата партија, Андреј Ковачев можеше да биде спонзор на резолуцијата. Зошто не го направи тоа? И ова е лицемерие. И треба да се нарече така. Ова е врвно лицемерие. Ова е срамота. Дали нашата надворешна политика крие опасност од етноцентризам и дали се повеќе иритираме со тоа што не ни треба Европска унија по секоја цена? Нема кој го вели тоа? Кој го вели тоа? Значи, пази, значи се цртаат карикатури во нашата јавност. Се цртаат карикатури. Например, ја пред некој ден гледам еден мој поранешен професор излегува и вели дека актуелната влада водела проруска политика. Искрено, ја прв пат во историјата имаме влада која што потпишала стратегиски договор со Велика Британија, а при тоа води проруска политика. Ова е некоја иновација, не знам како логицира тој човек во моментот, кажуваме конкретно. Во однос на тој етноцентризам, значи и тоа не го разбирам. Значи ова е битка за човекови права. Значи едно од основните човекови права е правото на заштита на собствениот идентитет. Дали правото на слободно изразување е човеково право? Едно од врвните човекови права. На пантеонот на човекови права, после правото на живот и слобода, за мене лично, е правото на слободно изразување. Што е проблемот што сум македонец и што сакам тоа сакам тоа да го искажам. Што е проблемот со тоа што јас и ти Горес на кој јазик ќе водиме оваа емисија? На кој јазик ќе водиме емисија? На македонски? Кој ни го оспорува? Бугарија. Грција. Не го оспоруваат. Зошто имаат забелешка во договорот за Фронтекс? Огромна. Кај што кажуваат дека тоа прашање ќе се реши за време на преговорите. Нели било бетонирано, цементирано и така натаму? Еве гледаме како цементирале. Добро, зошто тогаш не го раскинавме Преспанскиот договор, бидејќи така најавуваше претходно ВМРО ДПМН дека доколку дојде на власт не беше така кажано, сега пак и ти црташ карикатури, него беше многу јасно кажано дека Преспанскиот договор е неодржлив и дека ние надворешната политика ќе ја насочиме на начин да тој договор да биде предоговаран и да биде урамнотежен. Затоа што очигледно е дека тој договор овдека не е прифатен од народот. Еве, да прошетаме тука кај што снимаме си, да прошетаме се на две улици и да видиме кога луѓето зборуваат за својата земја, кој име го користат.
да видиме како реагираат луѓето во Македонија кога некој ќе употреби Северна. Посебно пак некој домашен политичар кој ќе употреби Северна. Реакцијата е јасна. Неправда беше Преспанскиот договор. По сите своји точки. Како западнавме во тој така наречен српски свет? Кој не... Па не, тоа се види. Пак повторно ова се глупости. Значи, сега сакаме да ја интернализираме, да ја внесеме, значи фантазиите кои што во Бугарија, во Софија, кај националистичките кругови постојат за нас, сакаме да ги внесеме. Значи, тие амандмани кој ги внесе, ајде, за српски свет? Ги внесоа бугарите од националистичките партии. Зошто ги внесоа? Затоа што во нивната замисла, значи, фактот дека ние се уште се чувствуваме како македонци е доказ дека сме дел од српски свет. И добро, зарем не може да превенираме такво политичко да превенираме таков обид за омаловажување, дискредитација? Дали ова не е и своевиден пораз за македонската надворешна политика? Не бе каков пораз, го изнесовме на површина. Како да го гледа? Го изнесовме на површина грдото лице на бугарската политика. И индиферентноста на многумина во Европската унија околу прашањата на Балканот кој што постои. За жал, ова е уште еден доказ дека одлуката за прием на Македонија во Европската унија не е донесена. Зарем некој ќе си дозволи вака да се однесе со земја која што треба да биде примена во унијата? Ќе дозволи ваков однос? Па да се подсетиме која беше спорот меѓу Хрватска и Словенија. Кога се донесе одлуката Хрватска да влезе во Европската унија, тогаш Словенија која земја членка не можеше да го спречи влезот на Хрватска во унијата. Па се најде некој компромис кој што во суштина него ни сокри словенечкиот пораз во тој случај. Дали Бугарија постигна целта? Колку подалеку од Европската унија, толку повеќе домицилно население и преземање, односно обезбедување бугарски пасоши? Не. Ја до сега не сум запознал ниту еден човек кој што извади бугарски пасош, кој што го променил своето национално или етничко чувство. Значи, тоа е алатка за забрзување на, како да речем, алатка за поединечен влез во Европската унија. Европската унија кочи македонската европска интеграција и на овој начин, нели? Има многу пријатели кои што исто така имаат хрватско потекло, кои што сега извадија хрватски пасоши по истата основа. Хрватскиот пасош ја нема таа стигма која што има бугарскиот пасош. Пријатели имаат влашко потекло кои што романски пасоши извадија по истата линија. Од словенечки пасоши извадија по истата линија. Значи, што значи, зашто го зборам се тоа? Значи, Бугарија инсистира дека луѓето кои што извадиле бугарски пасош дека имаат бугарско самочувство. Тоа се глупости сега. Знаеме дека се глупости. Зошто се вади тој бугарскиот пасош? Затоа што Македонија се уште не е дел од единствениот пазар. Македонија не е земја членка на унијата, македонските граѓани се уште не ги уживаат сите 4 слободи, нели, кои што ги уживаат граѓаните на Европската унија. Добро, зарем мислите дека Грција и Бугарија ни се виновни, например, во извештајот на Европскиот парламент за крахот во македонскиот правосуден систем, за високата стапка на корупција, за неефикасноста на институциите? Не, но пак ќе кажам, Македонија со сите си ги знаеме слабостите, за слабостите не има внатрешна дебата околу таа работа. Меѓутоа, ниту една од посткомунистичките земји кои што влегоа во Европската унија ова не го решија пред да влезат во унијата. Значи такви работи, значи станува збор за еден систем кој што не се менува со преговори. Се знае како се менува систем. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа не е проблем кој што ја оддалечува толку драматично Македонија од Европската унија. Македонија ваква како што е, одамна е подготвена не за преговори, за членство е подготвена. Што е поподготвена е Македонија сега за членство како земјите кои што влегоа во 2004 година или во 2007 година, по сите основи. И Македонија редовно се прилагоди. Наш интерес е. Пази, околу 80% од нашата трговска размена е со единствениот пазар. Не од сега, од Југославија. Од тогаш ние се прилагодуваме кон овие работи. Кон европските стандарди, кон европските модели, кон европското законодавство, и тоа не е работа која што ја кочи Македонија. Кога Македонија имала проблем со било која точка од европското законодавство? Ајде да видиме. Кога? Кога во собрание имало проблем, еве да се јави нека политичка партија да каже, извини, со телекомуникациите, со, не знам, рударството, со земјоделието, со таа регулатива имаме проблем. Кога? Никогаш. Никогаш. Значи, се што било врзано
суштината на на европската интеграција во Македонија консензуално. И се усвојувало и сега се усвојува. Немаме ние тука никој проблем. Дали после овие одлуки на Европскиот парламент станува безпотребни состаноците на мешовитата историско образовна комисија? Апсолутно. Значи, и првиот состав на комисијата, и вториот состав на комисијата се соочува со истиот проблем. Значи, немаш од другата страна луѓе со кои што дискутирате за историски прашања со цел да се увиди каде се разликите во наративите, каде може да се најдат точки на разбирање, зашто ќе се дискутира, зашто не може да се дискутира, зашто се согласуваме дека не се согласуваме. Како што е во сите историски комисии, да се разбереме. Не постои историска комисија која што ја завршила својата работа. На крајот на грижа, секоја нова генерација историчари има ново читање на историјата. Има нови проблеми со кои што се одираат. Меѓутоа, прашајте ги, еве, и луѓето кои што беа во првата комисија, и луѓето кои што се во втората комисија со Бугарија. Што е проблемот? За бугарската страна на историската комисија, целта на комисијата е Македонија да го прифати бугарскиот наратив за историјата како сопствен. Тоа е. Кој нормален неисторичар човек во Македонија тоа ќе го потпише? Кој? Гледате излез од овој ќорсок како во релациите Скопје-Софија? Да, апсолутно, само со разговор. Но со добра волја. Нема разговор со добра волја со Софија во моментов. Како што немаше ни со Грција долго време. Гледате дека Само да кажем што е проблемот. Проблемот е нема основно љубопитство од таа страна да не запознаат. Значи да не третираат како луѓе, како еднакви луѓе кои што имаат своја приказна. Не постои. Туку не имаат дехуманизирано, инфантилно не третираат. Не третираат како дете на кое што треба да му се објасни дека не постои домраз. Дали не мислите дека понекогаш и со наши внатрешни постапки, реакции, изјави помалку и ги иритираме? Не. Изјавата е вака. Јас кажам себе, јас сум македонец и зборувам македонски јазик. Ова ги иритира. Ова ги иритира. Што е иритантно ова што го кажав? Значи, ние живееме во земја каде што секој може да се чувствува како што сака. И да се изјаснува како се сака. И имаме јазична политика што е пример. Значи, македонското радио доскоро имаше програма на бугарски и на грчки јазик. Така? Тоа кажува која е Македонија и каква е Македонија. Има ли програма на македонски јазик во Бугарија? Има ли програма на македонски јазик во Грција? На било кој јавен сервис? Нема. Со што ги иритираме? Со што ги иритираме? Кажете ми точка од јавниот говор. Не глупости по Facebook, по едно по друго. И таму говорот на омраза во Бугарија е на телевизија. Сте виделе некој македонски министер за надворешни работи да не реагира кога се навредува било која земја од регионот во емисија? Сте виделе некој македонски министер за надворешни работи, премиер, председател да навреди друга земја? Политичар од друга земја? Не сум видел. Да навреди друг народ? Да оспори друг народ? Не сум видел. Кого ние оспоруваме? Кој сосед ние го оспоруваме? Проблемот е кога има недостаток на добра волја од другата страна. Бугарија не приоѓа кон ова прашање со добра волја. Бугарија прифаќа офанзивно и инвазивно кон ова. И треба вака да се каже. И мораме да кажеме сега имаме премиер во моментов, имаме министер за надворешни работи, председател, кој што се избрани многу јасно на платформа која што 3/4 од народот ја поддржува, кој што вика доста е. Значи, ова што го правеше претходната влада не е во ред. Ова што го правеше не завршено наму, каде што тие самите кажуваат дека ќе заврши. Кое беше прашањето на референдумот во Македонија кој што спектакуларно пропадна? Затоа што граѓаните се мудри. Прочитаа што е. Прашањето беше дали сте за промена или не. Името за влез во ЕУ и НАТО. Каде е влезот во ЕУ? Го нема. Дали некој во Македонија се противеше за влез во НАТО? Не. Се противеше само за влез како што се случи. Благодарам за гостувањето. Благодарам.
Депопулацијата во Македонија е загрижувачка. Се помалку деца се раѓаат, се повеќе млади се иселуваат. Белата чума опустошува цели региони и некои важни урбани центри. Демографската слика е загрижувачка. Премиерот Мицковски најави екстраординарно чување за семејства или за заедници без деца, но по само 2 дена стана пишманаџи. Македонија драматично старе, но во социјалните политики на ВМРО-ДПМН се познати стимулациите за рожба на трето дете без посебен бенефит. Кристијан Фидановски, доктор на науки на Оксфорд универзитетот, во интервју за Трилинг со негови анализи и видувања. Инаку Фидановски неодамна направи истражување, во кое се заклучува дека се повеќе ќе паѓа населението во земјава, што ги прави демографските политики клучно прашање за државата. Имаме ли лек да се справиме со депопулацијата? Да го подигнеме животниот стандард? Дали тоа може да ги одврати младите од иселување од државата, а при тоа да ги стимулира за зголемување на рожбата? Ево разговорот и неговите видувања со него. Македонија е една од државите на кои им е најпотребна демографска, па и пронаталитетска политика. Ние како и целиот регион се соочуваме со тој двоен товар демографски на низок наталитет и високо иселување. Интересно, нашиот природен прираст е всушност благо позитивен до 2019, значи последната година пред COVID. Значи дека повеќе луѓе се раѓале годишно отколку што умирале, а сепак и низ тие децении ние по осамостојувањето сме загубиле население и населението остарало. Што кажува дека иселувањето е секако водечката причина, а сега кога и прирастот е под патем по COVID останат негативен, тоа го зголемува само демографскиот притисок. Истовремено Македонија старе пред да стане богата држава, и тоа се случува многу брзо, тоа старење, за разлика од други западноевропски држави кои прво станале богати држави, достигнале висок стандард на живот, а потоа им се случуваат овие демографски трендови. Така што нам апсолутно не е потребна пронаталитетска стратегија. Јас како некој што 5 години во рамките на мојот докторат работев на ова прашање, мило ми е што деновиве во јавноста се зборува за овие теми, секако жал ми е што тоа се случи баш на овој начин со една, да бидеме реални, непромислена идеја, односно реченица која што за среќа и не прерасна во најава за конкретна мерка. Но еве, ако тргнеме токму од ретарирањето од оваа идеја пред некој ден, се спомена токму Јужна Кореја во склоп на тоа ретарирање како еден наводно аналогија, но всушност јас би рекол дека повеќе има контраст помеѓу Кореја и Македонија во демографска смисла. Точно е дека Кореја има многу низок наталитет, дури и понизок од нашиот и постаро население, но точно е дека Кореја има исклучително низок наталитет, дури и понизок од нашиот, па и постаро население, но истовремено Кореја е број 1 во светот по автоматизација и на економијата и на целото општество. Ние сме меѓу најслабите во Европа. Така што в Кореја има луксус да не ја успее пронатализмот или дури да се откаже од него, бидејќи има алтернативи. Ние, освен автоматизација, би можеле, например, да почнеме да увезуваме поголема работна сила од странство, особено од други континенти, посиромашни држави, но со оглед на конзервативниот момент во кој живееме, глобално можеби, но дефинитивно национално, тоа не ми личи многу веројатно. Возраста за пензионирање би можела постепено да се зголемува согласно зголемувањето на животниот век, под претпоставка дека тој би се зголемувал во идните децении, но видовме и таа идеја како негативно помена во јавноста пред некој месец. Така што пронаталитетската ориентација ни останува како можеби најреална стратегија за справување со демографските проблеми. Сега, при тоа не значи дека традиционални општества, онаа вообичаена претпоставка дека традиционални норми доведуваат до повисок наталитет, во денешно време кога жената сака да работи и да има еднаквост, тоа веќе не е случај. Значи, Кореја, да ја земеме повторно за пример, рекордно низок наталитет, а исклучително традиционално општество, едно од најтрадиционалните меѓу развиените држави денес. Истовремено на другата страна на спектрумот, иако секаде во Европа наталитетот е под стапката на обнова од околу 2 деца по човек, сепак скандинавските земји се најблиску до таа стапка на обнова, што кажува дека современите норми и прогресивните политики
помагаат, а не одмагаат при стимулирањето на наталитетот. И затоа левицата не треба да бега од нив, бидејќи мерки како подолго, подобро платено, породово еднакво породилно отсуство, подостапни градинки, па дури и овие финансиски интервенции кои вообичаено се врзуваат со десни политички опции, сите заедно помалку можат да придонесат кон повисок наталитет. Тоа е важно затоа што луѓето се уште сакаат да имаат повеќе деца отколку што имаат. Многу истражувања во Европа имаат покажано дека секој втор човек би имал едно дете повеќе, доколку условите би биле соодветни за тоа. И токму од тие причини, значи за да има возможност на граѓаните да реализираат еден од најсуштенствените, би рекол, животни избори, колку деца ќе имаат, левицата би требало исто така да ги поддржи ваквите политики. Дополнителен момент тука што треба да ги обедини левицата и десницата е што целокупните општества и економии зависат од демографската стабилност. Значи, постаро население значи поголем товар врз пензиските системи, здравствените системи, па и економскиот раст. И имајќи го тоа предвид, сите ние, значи и родителите и неродителите, без разлика на брачниот статус, мислам дека тоа само дава една дигресија од вистинските проблеми, треба да придонесуваме финансиски кон стимулирање на родителството, бидејќи тоа носи позитивни екстерналии за сите нас, а не преку даноци кои би казнувале едни, без при тоа ни да знаеме дали воопшто тие средства би се користеле, потоа државата би ги можеби пренасочила и би ги користела за потребите на родителите, тоа не беше така најавено, меѓутоа затоа е подобро преку директни детски додатоци, а не преку даночниот систем, да се изведе една таква интервенција. Има тука многу примери, како што и знаеме, мислам, во регионот, тоа се доста во јавноста експонирани мерки. Јас полската би ја издвоил, бидејќи ми е многу по-мила од унгарската, српската и некои други модели, затоа што таа беше почната исто од една десна партија, која што сега е во опозиција, но сегашната владеачка партија исто така ја прифати и дури ја унапреди, бидејќи се утврди дека таа политика исто манифестирана преку детски додатоци, прилично дарежливи, придонесе многу и за намалување на детската сиромаштија. Ефектите врз наталитетот се релативно скромни, повеќе се однесува на убрзување на, односно луѓе имаат деца побрзо отколку што можеби би планирале, а вкупниот наталитет не се крева толку многу, но има некакви ефекти врз наталитетот, а при тоа политиката е универзална, затоа е и универзално популарна, значи има политичка поддршка, бидејќи не е само за најсиромашните, идејата дека секој треба од државата да добива одреден придонес за родителство и не зависи ни од бројот на деца, значи важи и за први, втори деца и така натаму, така што тоа е можеби една мерка која нашите политичари и секој кој е заинтересиран за овие теми би требало да ја има предвид при овие разговори. Дај ми ја топката! Не, јас сум наред. Ајде да не се караме. Се тоа ми изморува. Ако не престанете, ќе ви ја претворам топката во жабче. Ти не мешај се. Не викај, не е таа крива што ти мамиш. Вечерашниот соговорник е режисер на долгометражниот филм Денот на жената, Светот на Биби. Јон Вардар против галаксијата. Работел на спотовите за Ед Ширан и Самсунг. Неодамна проектот насловен Златната пеперутка на Гоце Цветановски селектиран за учеството на реномираниот анимацијски форум за Централна и Источна Европа. Режисерот Гоце Цветановски е прв македонец кој е споменат во престижниот магазин Rolling Stone како режисер на спотот Fight No More. Добре дојдовте во емисијата. Добре, најдов. Прво честитки за фактот што Биби и Боби се најдоа во првпат во долгометражен филм. Благодарам. Голем дел од целокупното творештво, Светот на Биби, го носите на ваш грб. Што значи да се подготвува долгометражен анимиран филм со ликови од Светот на Биби? Па, видете, Светот на Биби израсна за многу кратко време, израсна во еден од најпрепознатливите македонски брендови. Нема дете во Македонија кој што не е гледало барем една епизода од Биби, а секако и повеќе. Мислам, дури и родителите, вака кога разговараме, викаат сите песнички ги научивме да читаме со Биби и Боби, така што мислам дека имаме една голема задача сега пред нас стои, значи тоа што сме го поставиле како основи во серијата,
да го продолжиме во долгометражен анимиран филм. Значи посериозно, со еден посериозен и потежок технички пристап, значи една долгометражна приказна, значи така ќе биде и целната група на филмот ќе биде за малку повозрастни деца отколку самата серија. Односно нашата целна група е целото семејство, значи да можат и родителите да гледаат со децата и да се забавуваат. И тоа е голем предизвик. Јас со претходниот, со Јон Вардар против галаксијата, многу време ми требаше да го завршам. Во Македонија, за жал, немаме многу развиена анимацијска индустрија, посебно за анимација на карактери. Последниве 10 години тоа мрда многу брзо и многу добро во нагорна насока оди, така што имаме многу успешни и авторски анимирани филмови, но и успешни, значи, детски анимирани филмови кои што се наменети за целата публика. Сега тоа што стои пред нас е еден голем пат што ќе го изводиме, се надевам, успешно и дека за неколку години ќе им понудиме на македонската публика, па и на светската, да можат да ги видат Биби и Боби во нивната најнова авантура. За колку време очекувате за прв пат долгометражниот филм во кој ќе бидат инволвирани Биби и Боби да биде готов? Да, вака, наша проценка е отприлика околу 3 години. Значи, тоа зависи од повеќе фактори, нели, дали ќе добиеме поддршка од институциите на кои што очекуваме. Ние очекуваме поддршка, но меѓу теорија и пракса не е секогаш ист, нели, размерот. Веќе имаме обезбедено неколку странски партнери, односно сме во крајна фаза на преговори. Значи, тоа ќе го објавиме штом ќе биде подпишан договор за копродукција. Јас го презентирав проектот во Берлин на Европскиот пазар на филмови и во Лас Вегас лани во ноември на Американскиот пазар за филмови и бев пријатно изненаден колку имаше голем интерес за Биби. Се разбира, има тука, мислам, интересот, освен нели поради квалитетот на самиот проект. Исто така голем удел има и тоа што проектот е веќе добро поставен, многу популарен, освен во Македонија и во земјите во регионот. Значи, ние моментално сме присутни во 8 земји, значи сите околни земји на Балканот, сега пред една недела серијата се продаде и во Италија. Најпопуларниот детски бренд, Светот на Биби, во Македонија со повеќе од 125 милиони прегледи на YouTube и ТВ прикажување во 6 држави во регионот. Дали е потврда дека со Светот на Биби сте постигнале целта за создавање на оригинална, едукативна и забавна програма? Да, дефинитивно. Значи, во сите места каде што се прикажува Биби, тоа е една од главните причини. Значи, го гледаат тој труд што е вложен во обмислувањето на програмата. Значи, секоја епизода на Биби е пред да влезе во продукција, поминува низ неколку филтри, значи освен нели креативниот филтер, поминува низ филтер на педагози, значи на детски психолози кои што во однос на тоа која е целта на таа епизода, го кажуваат дали е тоа изработено како што треба за децата да можат да ја сватат пораката. Така и во филмот имаме слични, мислам, имаме пораки кои што се едукативни и кои што се со многу, мислам, очекуваме да имаат позитивен одек и кај децата и кај родителите. Како оценувате домашната продукција, вклучувајќи ја тука и детската? Детската, мислите на филмска или... И на филмска, но и... Да. Па видете, филмот во моментов е во малку тешка ситуација на институционално ниво. Креативно е можеби најуспешен од било кога, значи последниве 10 години видовме нови автори, големи успеси на македонски филмови по сите светски фестивали, така што тоа е за поздравување и за почит. Од друга страна, од институционалната страна е малку потешко,
Не би влегувал нели кои се причините и така мислам не сум можеби ни компетентен за тоа да зборувам. Но да кажем дека има повеќе автори, мислам самата држава, самиот систем моментално кој што е за финансирање на филмови не е направен за да може да ги поддржи сите автори кои што творат на нашата територија и тоа е малку штета, но мислам дека нели се труди со работа, дека секој ќе стигне до своето. А инаку, да, значи, од авторската гледна точка сум воодушевен. Значи, се што гледам вака нови филмови, нови автори, има многу квалитетна продукција и се надевам дека тоа ќе расте сега. Има едни убави позитивни води, така што мислам дека веќе се одделуваме, не сме толку зависни од државната поддршка. Иако секогаш е добре дојдена, нели, но луѓето си работат бидејќи демократизирана е процесот на продукција. Значи многу поевтино може да се произведуваат филмски и телевизиски. Во едно интервју велите, сценариото е најслабата алка во македонската кинематографија, дека ако играниот филм е спринт, анимацијата е маратон, дека поголем буџет може да се направи подобар филм. Буџетот не е гаранција за добар резултат, што е пресудно за успех. Да, успехот секогаш мислам дека нели се почна од сценариото, значи на развојот на сценариото треба многу да се посвети внимание. Значи треба во многу земји има фондови за развој на сценарио. Кај нас имаше некои обиди, мислам дека официјално се уште немаме таков специализиран фонд за развој на сценарио или за развој на проект дури. Ова не сум 100% сигурен, но мислам ако има тогаш е ново, но допред некое време немаше. И како и да е, значи од сценариото почнува се во сите филмски сите земји кои што имаат силна филмографија, кинематографија, сценариото треба да го, освен што треба да помине низ нели стручна една жири комисија која што треба да рече ова сценарио е добро и ова е сценарио што треба да се финансира, поминува низ различни работилници, скрипт доктори, значи тоа е професија која што кај нас практично не постои такво нешто. Јас на пример кога работам на моите сценарија се консултирам со странски специјалисти, значи тоа е услуга која што ја плаќаш и добиваш мислење што функционира, што не функционира, каде може подобро и така натаму. Како што кажав за Биби, се консултираме со професионални детски педагози, кои што го прегледуваат, значи не креативниот дел, туку дали сите тие пораки кои што ги има во филмот, во приказната, дали сите тие се јасно прикажани, дали се адаптирани за тоа да може детска публика да ги доживее и да ги свати. Гоце Цветановски, режисер од музички спотови, комерцијални реклами до кратки филмови, ТВ серии, долга е листата со вашите успешни проекти. Што значи да се работи со една светска звезда од рангот на Ед Ширан? Да, тоа беше многу интересен проект. Во тој момент бевме со целата моја екипа од Јон Вардар против галаксијата, работевме со 351 студио од Кавадарци, значи тие се неверојатна компанија која што не ја знаат многу во Македонија, а која што работи со најголемите светски музички звезди. Значи не знам, многу имаат илјадници спотови направено и тоа лирикс видео се вика, значи како музички видеа каде што оди текстот од песната, специјализирани се за тој тип на дела. И додека бевме таму се случи значи да добијат ангажман, мислам како студио, да добијат ангажман за спот на Ед Ширан. Тоа беше многу интересно бидејќи моравме сите што требаше да работиме на спотот, требаше секој од нас посебно да потпише NDA, тоа е тип на договор на тајност, дека не смееш ништо да кажеш додека не добиеш дозвола, кој што беше на $1,000,000. Значи гарантирав со $1,000,000 дека нема ништо да спомнам за спотот и беше многу тешко 2-3 месеци да работиш на некој таков голем проект, а да не смееш на никој буквално ни дома да им кажеш дека на што работиш. Што правите? Правиме нешто, си работиме.
И ја знаевме песната, нели, пред да излезе, пред да стане светски хит. Тоа беше, не знам, пред неколку години беше Bad Habits. Кога излезе, веднаш стана хит, а нас веќе ни беше досадена, бидејќи секој ден ја слушавме и работевме на неа. Но да, чувството е многу, како да кажам, па добиваш некоја потврда за квалитет. Значи, си кажеш што можеме ние од овдека да работиме за Ед Ширан. Тие сигурно не дошле тука заради тоа што им било поевтино, бидејќи тој нема проблеми да плати за тоа што ќе го добија, туку дошле заради квалитетот. На крајот едни од најдобрите светски режисери како Кюбрик, Спилберг, Куросава никогаш не завршиле филмска школа. Вие имате завршено во Париз сценарио и режија. Па дали сметате дека филмската уметност сепак треба да се биде едуциран доволно добро, да се биде доволно добро подкован за после одреден период да произведете добар материјал за кој гласно и јасно ќе се зборува? Така, секако. Па, моето студирање на филмска режија и сценарио во Франција, во Париз, секако дека ми влијаеше во мојот развој како автор. Значи, мислам, таму дека бев за прв пат се запознав и за прв пат видов филмови од европска продукција, од азиска продукција, значи до кои што имавме, мислам, многу малку тешко се доаѓаше до таков тип на филмови на времето. Интернет се уште не беше толку развиен јас кога почнав да студирам. И мислам дека беше полезно од теоретска гледна точка. Значи, јас научив за филмот некои работи кои што можеби поинаку, мислам, не би дошол до тоа теоретски зошто тоа е интересно и зошто е тоа така, посебно за историјата на филмот. Од друга страна, мислам, најголемото училиште за филм секогаш е правењето на филмови. Значи, јас се уште студирам филм, значи секој мој нареден проект се обидувам да надминам тоа што сум направил претходно, значи да научам од своите грешки, да научам од туѓите грешки или да научам тоа многу режисери го викаат, треба да научиш да крадеш од најдобрите. Значи, со гледање на филмови да се инспирираш, јас би рекол за поубаво звучи да се инспирираш отколку да крадеш, но еве Тарантино го има тоа кажано, а тој исто така нема филмска школа. Така што мислам дека за добар режисер не е неопходно да имаш филмска школа, но е полезно и добро да се има. Имате идол? Идол, па многу ги има, мислам, премногу има талентирани режисери во историјата на филмот и секогаш се јавуваат нови и секогаш открива, мислам, веќе преку 100 години се прават филмови. Значи, толку е богата историјата што многу често ќе се случи да налеташ на некој, мислам, кој е класичен режисер, бидејќи творел можеби во 70-те и 80-те години, ама еве јас сега сум го дознал за него, сега сум го открил. Така што се случува тоа редовно, но за мене идоли се сите режисери од кои што имам барем еден добар филм што ми се допаѓа, бидејќи понекогаш нели од еден режисер може да се допаѓа се, а може да се допаѓа само еден филм, но и тој еден филм е вреден затоа што е тој направил нешто кое што тоа едно дело го прави на некој начин важен за филмската уметност и за филмската историја. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Гоце Цветановски, режисер на Светот на Биби. Следите Трилинка во продолжение. Локални избори и номинации. ВМРО ДПМН е со отворена поддршка за вреди во битката за градоначалници. Тоа е првата предизборна номинација по етничка основа. Орце Георгиевски во трка за градоначалник на Скопје. Костадин Костадинов без СДСМ веројатно во трка по втор мандат како независен кандидат. Зијадин Села во нов обид да се врати на чело на Струга. Наспроти него е бизнисменот и градежен инвеститор Менди Кира, кој сега ја води комората на Северозападна Македонија. Токму овој бизнисмен пројавува интерес и потенцијал за иден градоначалник на Струга. Ево го разговорот со него.
Нормално многу елементи, многу учинители ме натера да се кандидирам. Тоа веќе го мислам долги месеци. Под предлози на пријатели, на бизнес заедницата, на културните здруженија, на спортот, на тоа што гледам дека Струга мора да се смени, Струга и има капацитет да се смени и затоа и се решив да ги поделам овие идните 4 години за Струга и да правам нешто ново што не е направено досега. Може ли еден независен кандидат во моментов да победи во ситуација на две во најмала рака големи влијателни партии од албанскиот табор? Нормално јас како независен кандидат знам дека морам да ги соберам гласовите и од сите политички партии или пак од симпатизери на тие партии за да победам во изборите. Затоа сум независен кандидат. Сум го докажал тоа досега, мислам дека имам капацитет и ќе ги барам гласовите од сите политички партии, без разлика кои се. Ќе ги побарам и од Фронтот, и ДУИ, и ВЛЕН, и СДС, и ВМРО, и сите политички партии. Сакам да дам една порака инаква. Значи, без прерасуди, една порака, друга кампања, кампања која ќе работи, ќе мисли само за иднината со проекти, со сите можни елементи за подобра Струга. Нема да се занимава многу со прошлоста, веќе за прошлоста знаат граѓаните. Ја ќе барам поддршка за иднината на Струга, каде што веќе ги проектирам проектите кои се многу амбициозни и реални да се реализират и мислам дека граѓаните овој пат ќе слушаат да имате еден кандидат поинаков. Значи не морат да е политичар, не само политичарите управуваат со градот, со институциите, можат и бизнесмените да управуваат и јас сум го докажал до тоа. Добро, со Струга, например, Струга во еден период ја раководеше лекар. Говорам за еден села. Да. Сега е Рамис Мерко. Иако имаат политички бекграунд, вие сепак сте доаѓате од бизнес заедницата. Да. Што ќе преовлада, политичкото лобирање или бизнес елитата? И па сега, ако сакат граѓаните да се менаџира градот, ќе ме гласат мене. Ако сакат да ги поддржат политичарите, тогаш не продолжат да ги поддржат политичарите, што не верувам дека веќе се наситија. И мислам дека прв пат граѓаните ќе имат еден нов градоначалник кој не го имале досега. Мислам дека можам да правам повеќе од нив. Значи, сум убеден дека јас ќе излезам како менаџер, не како политичар, нема да се занимавам со политика, иако знам дека сега ќе ме обвинуваат дека сум со ова или со оне, нормално дека ја ќе сработам со сите. Ќе сработам и со партиите, и со позиција, и со опозиција, ќе работам и со владата. Нормално за да ги реализирам проектите морам да работам со владата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија рече дека таму каде што ќе има, например, дуи кандидати за градоначалници, СДСМ нема да понудат да вадат кандидат. Свој кандидат. Дали тоа за вас, например, би било хендикеп? Види, ја не мислам дека така, ја мислам дека ќе ги побарам гласовите од граѓаните. Без разлика тие може да го поддржат Фронтот. Ја не сум слушнал до сега, меѓутоа ако е така и може да е така, меѓутоа јас граѓаните веќе ги контактирам секој ден и тие знаат дека јас сум веќе добар менаџер, долги години сум вложил за Струга, не само во делот на материјалниот дел, него и за културата, за спортот и во тој дел веќе граѓаните верувам и сум убеден дека се убедени. И затоа, без разлика од која страна, лево, десно и центар, сите ќе ме поддржат.
Представител на Стопанската комора на Северозападна Македонија гостин во емисијата и еден од речиси првите кој пројави интерес и амбиции да биде градоначелник на Струга при крајот. Деловната клима во Македонија, како ја оценувате по речиси една година откако е дојдена новата власт? Ја ќе се врата малку порано, значи од 2020 година, со пандемијата како што дојде со проблемите што ги имаше бизнес заедницата воопшто и војната во Украина, во тој дел, во тие години, значи имавме големи проблеми во ликвидноста и мислам дека трпевме доста проблеми и многу компании се затворија. И така да во тоа време, значи, банките не беа многу пријателски настроени према бизнисот, така да има големи проблеми за ликвидноста. Меѓутоа, сега мало се подкрепа, поготово оваа година, пошто имаме веќе некоја инекција, да велам, за свежи пари со унгарскиот кредит, кои дадоа можност да компаниите да имат некои пари, да можат да инвестираат. Исто така, унгарскиот кредит даде можност да банките да се стабилизираат, банкарскиот пазар веќе се стабилизира полека, иначе имавме високи каматни стапки од 5,5 па и 6%, што беше голем товар за компаниите. Нормално дека ние со владата поддржуваме владата во делот кај капиталните инвестиции, кои се на некој начин поддршка и подкреп за економијата, за стопанство, за бизнес заедницата, поготово со коридорот 8 и коридорот 10D, што се веќе многу наши компании веќе во склоп на овие компании Бехтел, НК, што се веќе ги реализира проектите, веќе се вклучени. Нормално тука има бенефит. Се радуваме исто така што нема ребаланс во капиталните инвестиции, што е плюс, што позитивно. Мислам дека одна подобра насока. Нормално имаме доста проблеми, има проблеми понатаму. Ние не се согласуваме во делот кај поради дефицитот на ова работната сила што е кај нас голема, веќе немаме работна сила. Во тој дел не се согласуваме со ова владата поради... Како се справувате со недостигот на работна сила? Како компаниите се... Па сега, зато ние како комора веќе имаме одавна земена некои мерки во делот на минималната плата. Ние сме прва комора, значи што предложивме минималната плата да се покачи на 500 евра. Тоа беше пред една година и претходно, значи претходната власт. Меѓутоа оваа власт вели дека немаат средства за зголемување на минималната плата. Види, тие можда немаат средства за нивните административните работници. Ние збориме за бизнес секторот, кај што има средства, меѓутоа ние бараме придонесите да се намалат поради тоа што се многу високо. Во тој дел сакаме, ако се прифаќа нашиот предлог, сигурно ако се намалат придонесите, сите делот некои, значи информалната работна сила ќе се формализира поради тоа што ќе плаќаат помало придонеси, нема да е информално, да имаме информалност. И од другиот дел, значи микро и малите компании кои имаат по 23 вработени, поради високи придонеси се принудени на некој начин да не ги пријавуваат работниците или пак да ги пријавуваат како минимална плата. Затоа сакаме еден елемент да се стимулираат работниците за да имат повисока плата, за да ги задржиме тука. Исто така бараме, значи, и да се увезува работна сила, каде што да се редуцира административната документација, каде што е многу комплицирана
И ако што сега е зголемана котата, порано беше 5000, сега ми се чини тоа е околу 15000. И меѓутоа ние имаме информации дека во нашиот пазар на трудот се бараат повеќе од 20.000 работници. Во другиот дел, значи, сакаме по ефикасност, по голема ажурност во делот на Завод за вработување, каде што веќе пријавени се 100 невработени лица, од кои бараме тие да се идентификуваат и да дојдат да работат кај нас или да се најде начин како тие да се тренират, да се поефикасни. Еден од другите проблеми, значи, што го бараме како комора, нормално сакаме ефикасноста да е повисока. Значи, продуктивноста на работата кај нас е многу ниска, за да можеме да ги покачиме платите. Исто така бараме и ефикасноста во администрацијата да е поефикасна, затоа што со документацијата или со барањето на низ барање од бизнес заедницата, од граѓаните, многу се чека по шалтери и така натаму. Во тој дел сакаме администрацијата да е поефикасна. Нормално и тука треба да се види, да се плаќа повисока плата. Сега како ќе направи владата мора да се види. Благодарам за гостувањето во емисијата. Драго ми беше и сте на вас. Довидување до идниот петок во исто време.